Конференцијата за политичко дејствување на конзервативците долго време беше моќна сила во десничарската американска политика. Сега се рашири преку Атлантикот, бидејќи трета година поред Унгарија е домаќин на Конференцијата за конзервативна политичка акција на Европа. Домаќинот и главен говорник, унгарскиот премиер Виктор Орбан, рече дека конзервативците имаат шанса да ја преземат власта во голема изборна година. Make America great again. Направете Америка повторно важна. Направете Европа повторно важна. Напред Доналд Трамп. Напред европски суверенисти. Орбан тврдеше без докази дека либералните сили се обидуваат да ја замолчат политичката десница. És ezt csinálják a konzervatívokkal. Тоа го прават со конзервативците во прогресивните либерални европски метрополи. Истото се случува и во САД, кога со судски пресуди сакаат да го тргнат од гласачкото ливче поранешниот председател Доналд Трамп. Во снименото обраќање на конференцијата, Трамп рече дека е подготвен да го обнови конзервативниот сојуз со Орбан. Се додека останеме обединети во нашата визија, верни на нашите принципи и бестрашни за одбрана на нашите вредности, конзервативците ќе ја добијат битката да ја спасат нашата цивилизација од комунистите, марксистите и фашистите и да го вратат владењето на конзервативизмот и здравиот разум во светот. Критичарите на Орбан го обвинуваат дека го надгледува назадувањето на демократијата во Унгарија. Орбан има амбиција да го промени дискурсот, така што тој не е само некој кој се грижи за останување на функцијата, туку сака да има влијание и врз идеолошката клима и мисли дека спонзорирајќи одредени пријателски партии, влади и интелектуални клубови и иницијативи, тој ќе се појави како лидер на ова конзервативно движење и тоа може да биде противтежа на фактот дека мејнстримот во Европа и во либералните демократи го мрази. Исто така, на конференцијата за политичко дејствување на конзервативната партија зборуваше грузискиот премиер Иракли Кобахизде, кој се соочува со антивладини протести дома. Тој во моментов все повеќе ја врти својата земја кон Русија, обидувајќи се на некој начин да изврти грб на Европската Унија, а интересно е дека е добредоден во клуб кој треба да се залага за интересот на Западот. Значи можни се вакви стратешки сојузи, бидејќи сите зборуваат за јазикот на културните војни. Додека десничарските партии се очекува да поминат добро на европските избори во јуни, партијата на Орбан Фидес се бори со економска криза заедно со серија политички скандали. Председателските избори во САД се закажани за 5 ноември. Анкетите укажуваат на тесна трка меѓу Трамп и актуелниот председател Џо Бајден.